Во Битола се шири паника дека само за 10 дена од грип починале најмалку тројца повозрасни граѓани со тешки симптоми на грип, а дека едно младо лице било итно пренесено во клиничкиот центар во Скопје, но дека починало од свински грип. Од одделението за заразни болести во Битола информираат дека таков случај не постои и дека станува збор само за ширење на непотребна паника кај граѓаните. Најновата состојба со ширењето на грипот покажува негово зголемено присуство низ повеќе градови во Македонија. Примариус доктор Данчо Балаловски во телефонска изјава за Мега телевизија информира дека бројот на пациенти е ист како и претходно и сите се третираат со лекот Тамифлу и дека во последниве неколку дена од 9 до денеска на инфективното одделение во Битола и во клиничката болница нема смртен исход дополнителен од последниот, со што потврдува дека смртниот исход е 3 пациенти. Грипот во пракса од претходните години до прва доаѓа, бидејќи секогаш во февруари и март во Битола има најмногу заболени. Пред 3 дена Институтот за јавно здравје соопшти дека во петтата недела од оваа година бројот на заболени од грип е пораснат за дури 61% во споредба со минатата недела. Највисока инциденца оваа недела е регистрирана кај децата. Оваа недела најголем број заболени, односно 440 лица се пријавени од Центарот за јавно здравје Битола, а Прилеп има регистрирано 399 заболени. Лекарите препорачуваат редовно миење на рацете, како и да се избегнува колективен престој каде концентрацијата на луѓе е поголема, а кај оние кои се веќе заразени со вирусот на грип. Лекарите препорачуваат мирување и соодветна витаминотерапија. Инфектологот Балаловски на колегите од примарното здравство им советува да го препишуваат лекот Тамифлу кај секој пациент од ризична категорија.